Задоволство ми е што денеска сум на оваа пресконференција заедно со председателот на репрезентативниот синдикат да објавам дека веќе имаме согласност да додадеме уште еден квалитет на професијата професионален војник. Денес уште еднаш покажуваме дека условите за работа во армијата не се наша грижа од време на време, туку секој ден и постојано. Дека постојано ја подмладуваме армијата, но не забораваме да се грижиме и за оние кои што ја граделе, кои што ја градат и кои што цела своја кариера ја минале во армијата. До сега вие знаете и еден дел од јавноста се разбира за професионалните војници со навршени 45 години, кои според законот повеќе не можат да бидат војници во армијата. Имавме законска обврска која што целосно ја почитувавме да им обезбедиме работа било во државни или во органи на локалната власт, каде што можат да дојдат до израз нивните знаења, искуства, па и работата во армијата. И тоа беше законска обврска, тоа е законска обврска и ние тоа го исполнуваме и го почитуваме. Сега ќе почнеме да нудиме уште една можност, која како иницијатива пред известно време дојде и од војниците, и од нашиот партнер во социјалниот диалог, а тоа е репрезентативниот синдикат. А тоа е да им дадеме можност на професионалните војници, кога ќе наполнат 45 години, да одлучат дали да продолжат со работа во некоја од државните институции или, ако не сакаат да продолжат да работат во некоја од државните институции, да искористат така наречена отпремнина или испратнина со финансиски средства кои што ќе бидат исплатени на сите нив од страна на Министерството за одбрана. Значи, практично на крајот на својот ангажман во армијата, доколку не продолжат со работа во државните и локалните органи, да добијат еден финансиски пакет кој што ќе им даде шанса понатаму или да вложуваат во собствен бизнис или да работат во приватниот сектор. За оваа можност вчера владата даде зелено светло на седницата и ние очекуваме многу брзо и собранието да даде зелено светло за вакви измени на законот за служба, кои што дополнително ќе имаат и некои други прашања за кои што уште дискутираме во владата. Отпремнината ќе изнесува, и тоа беше дел од пресметките и од преговорите кои ги имавме и со синдикатот, отпремнината или испратнината ќе изнесува 1000 евра за секоја година помината во служба во армијата. Тоа значи дека ако некој професионален војник работел 15 години, тогаш тој ќе добие 15.000 евра. Ако работел како најголемиот број што работеле меѓу 20 и 25 години во армијата, значи практично толку години минати непрекинат ангажман во армиските редови, ќе добијат финансиска отпремнина помеѓу 20 и 25.000 евра. Накратко кажано, даваме буквално шанса за нов почеток на професионалните војници кога ќе наполнат 45 години. И повторувам, ова е прашање за кое што тие ќе одлучуваат. Нема некој друг да одлучува во нивно име. За остварување на ова право, професионалните војници ќе треба да поднесат писмено барање, кое што очекуваме да биде доставено до 30 јуни во годината кога ќе наполнат 44 години, што ќе ни даде шанса нас како министерство да си ги спланираме тие средства во буџетот, да ги имаме на располагање, да нема одлагање на таа тема и да можеме да ги исплатиме во зависност од тоа колку војници ќе се одлучат за едната, а колку за другата опција. Ние превземаме обврска пак како министерство сите активности врзани со отпремнината да ги завршиме 6 месеци пред тие да наполнат 45 години. Значи документација, да се знае дека ќе имаат обезбедено отпремнината и слично. Значи, ние со ваквиот предлог, кој што беше предлог на синдикатот, кој што беше вчера потврден и од страна на владата, буквално одлуката за тоа што ќе работат понатаму, ја оставаме во рацете на војниците, но им даваме дополнителна шанса, бидејќи еден дел од нив навистина сакаат да продолжат и со свој бизнис, и со работа во приватниот сектор, бидејќи имаат и знаење и искуство кое никој не може да го потцени. Сметаме дека е ова фер решение, дека правото на избор
е фер после толку години минати во армијата државата да им го возвраќа на своите припадници и на некој начин со ова буквално покажуваме дека професионалните војници кои толку вложувале во служба во армијата можат да се надеваат и на друг тип на поддршка по 45 години. Верувам дека ова ќе биде радосна вест и за професионалните војници и за оние кои што оваа година заминуваат на полнат 45 години и кои размислуваат што и како понатаму. Ова прашање беше многу долго дискутирано во рамките на армијата, во рамките на Министерството за одбрана, во нашите состаноци со синдикатот и навистина лично се ангажирав да најдеме решение кое што ќе биде добро за сите, а верувајте ќе биде добро и за државата. Затоа што велиме дека што повеќе луѓе активни ги имаме и во приватниот сектор, повеќе оди напред целата економија. И наместо само да имаме една опција, нудиме повеќе опции. Затоа сакаме да покажеме и со овој чекор дека сметаме на армијата и дека сме свесни дека државата мора да возвраќа. Тоа е армијата која што е столб на безбедноста, која што е наш тивок и постојан дипломат во меѓународните мисии, армија која што прва го практикуваше своето членство во НАТО и институција која што е од највисока доверба на граѓаните. И како министерство, и како влада, и јас како министерка навистина направивме се за да ги зголемиме опциите. И дозволете ми да го изразам и моето лично задоволство што нашата соработка и на оваа тема вроди плод и што издействувавме една мала, но за тие луѓе, за сите професионални војници навистина значајна победа. Со таа победа буквално ја подигаме на едно повисоко ниво работата и на нашите професионални војници и водиме грижа за нив и по завршувањето на мандатот во армијата. Благодарност голема и до синдикатот затоа што не убедија и со аргументи. И кажаа многу примери каде што иако ова ќе го чини буџетот, може да биде со бенефит и за буџетот на државата, меѓутоа особено и за економијата и за задоволството на граѓаните. Почитувана министерке, сакам од моје име да се заблагодарам на ова постигната согласност од ваша страна и на ова законско решение, така што ние како репрезентативен синдикат во потполност даваме подршка на ова ново законско решение покрај останатите кои што се веќе нели на сила и се имплементираат. Со самото ова се надеваме дека во најкраток временски рок ќе биде донесено, односно изгласано во законодавниот дом и истото ќе почне што побрзо да се применува, односно имплементира. Со ова би сакал да искажам една огромна благодарност до Министерството, до вас како министерка, што ги прифаќате сите овие наши забелешки, овие наши предлози и за сите прашања со кои што во досегашниот период се среќаваа вработените во Министерството за одбрана и во армијата, полека наоѓаме решенија и истите ги озаконуваме и стапуваат на сила, односно во имплементација. Една огромна благодарност за исто до вас, што во досегашниот период имаме една успешна и плодна соработка и се надеваме дека и во наредниот период кој што следи ќе имаме исто така добра соработка и ќе продолжиме со подобрување на условите за живот и работа во Министерството и во армијата. Благодарам.